Во најновото издание на Урбаните вести ке гледате: поскапува цената на билетот во Скопската зоолошка, а се воведуваат и 2 дополнителни билета. Екопатролата и одделението за едукација на јавното предпријатие Комунална хигиена со заеднички екопредавања за средношколците. Граѓаните се жалат на неискусени треви. Општините тврдат дека редовно ги одржуваат јавните површини. Внимавајте, од денеска улица Прашка во Тафталидже е еднонасочна. Утре цртање на асфалт по повод денот на Свети Кирил и Методий. Билетот за влез во Скопската зоолошка градина ќе поскапи и наместо 50 денари ќе чини 80 денари. Влезот за деца до 3 години и натаму останува бесплатен. Освен што ќе поскапи билетот, ќе се плаќа дополнителен влез и во паркот на диносаурусите, како и во мини зоолошката во која ќе има бебиња животни. Влезот во паркот на диносауруси ќе чини 50 денари, а за во мини зоолошката посетителите ќе треба да платат плюс 20 денари. Тина Мицковска, портпаролката на Скопската зоолошка за Прва Скопска, изјави дека поскапувањето на билетот се должи на новите содржини кои се воведуваат во зоолошката, како и новите животни кои пристигнаа и кои треба да пристигнат. Секаде во регионот влез за парк од 15 диносауруси се плаќа околу 5 евра, додека кај нас ќе има 41 диносаурус со природна големина, а влезот ќе чини само 50 денари, додека пак за мини зоолошката ќе се плаќаат само 20 денари кои ќе се наменат за храна на малите животни, изјави Тина Мицковска. Мицковска додаде дека кога времето е убаво, просекот на посетители во Скопската зоолошка е околу 20.000 и не очекуваат оваа бројка да се намали со поскапувањето на билетот. Напротив, очекуваат зголемување на посетителите поради новите животни кои пристигнали или треба да пристигнат, како шимпанза, фламинга и пингвини. По информацијата дека ќе се зголемува цената на билетот, ставовите на граѓаните според коментарите на социјалните мрежи се поделени. Едни го оправдуваат поскапувањето, други сметаат дека е премногу за нашиот стандард и за тоа што нуди зоолошката. Карта за кино е 250 денари, па врие од народ, а овде треба и храна и нега за животните. 60% поскапување е многу, а не треба да се споредува со други зоолошки, затоа што има голема разлика. За кафе и цигари повеќе давате, а за зоолошка многу ви се. За семејства со мали примања, зоолошката им беше единственото место каде што можеа да се забавуваат, а со поскапувањето ќе им се скрати тоа задоволство. Наместо секој викенд, сега ќе одиме еднаш во неколку месеци. И тоа е малку. Сакаме убава зоолошка, а плаќаме колку едно кафе во кафеана. Ова се дел од коментарите на граѓаните на социјалните мрежи околу поскапувањето на билетот во зоолошката. Според телефонската анкета која направи Прва Скопска по случаен избор, поголемиот дел од испитаниците не се согласуваат со поскапувањето на билетот и воведувањето на дополнителни билети за паркот на диносауруси и мини зоолошката. Тие сметаат дека не треба да се гледа примерот од зоолошките во регионот, затоа што стандардот кај нас е многу понизок и другите зоолошки се далеку поуредени и има многу повеќе животни и содржини кои ги нудат, за разлика од Скопската зоолошка. А не ги оправдуваат и дополнителните билети од 50 и 20 денари за динопаркот и мини зоолошката. Сметаат дека со плаќање влез треба сите содржини во зоолошката да им се достапни за разгледување. Новите цени на зоолошката градина треба да стапат во сила на почетокот на јуни, откако административно ќе се среди. Лани Скопската зоолошка го сруши рекордот по продадени билети со над 9500 купени влезници во еден ден. Екопатролата и одделението за едукација на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје одржаа заедничко екопредавање пред средношколците од Средното училиште на град Скопје Кочо Рацин. Покрај едукацијата за правилното и совесно постапување со отпадот, неговата примерна селекција и рециклирањето, тие имаа можност да се запознаат и со улогата и активностите на екопатролата на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје.
Преку слайдови и видеоматеријали, учениците беа информирани за проблемите со кои што екопатрулата се соочува на терен и едуцирани за привремените мерки и действија што таа ги презема за да се спречи создавањето на диви депонии, со крајна цел заштита на животната средина. Секојдневните врнежи од дожд го забрзаа растот и ширењето на дивите треви насекаде во Скопје. Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило задолжени за одржување на зеленилото во градот, како и општинските комунални предпријатија, според зборовите на граѓаните доцнат со косењето на тревата, која станува дури и опасна за минувачите. Имено Светле Силјановска, наша редовна гледачка од општина Бутел, револтирана од ненавременото косење на тревата, се обрати до нашата редакција со надеж дека ќе ги поттикнеме локалните власти и комуналните предпријатија одговорно да ги извршуваат обврските кон граѓаните. Таа во писмо до Прва Скопска вели: пред некој ден излезе смог од тревата. Ние сами искусивме кај нашиот дел, но тоа не е решение. За проблемот поразговаравме со првиот човек на општина Бутел, кој одговорно тврди дека екипите на општината редовно работат на одржување на јавните површини, за кои имаат надлежност. Тој одговорност побара од јавното предпријатие Паркови и зеленило. Она што се случуваше во изминатата недела и неколку денови, се поголемите дождови кои што тревата почна нагло да расне и да имаме проблеми. Сервисните улици редовно се одржуваат и со сигурен сум дека се и веќе 100% искосени. Проблемот ни е централниот дел каде што ги имаат комуналеци и Паркови зеленило, но еве минатиот викенд работевме во 2 смени и саботата и неделата и се гледа дека е веќе расчистен тој дел, а во иднина ќе обрнуваме малце поголемо внимание затоа што ни се судираат често пати проблемите со Паркови зеленило и со комунална хигиена. За одговор се обративме и до јавното предпријатие Паркови и зеленило, од каде што не информираа дека предпријатието е одговорно за одржување на зеленилото кое е под ингеренција на град Скопје, односно за одржување на зеленилото во градските паркови и по магистралните улици и булеварите, за зеленилото во блоковите и внатре во населбите, одговорни се општините, велат од предпријатието. На сличен проблем се пожали и гледач од општина Киселавода, кој како што вели, општинските власти значително доцнат со косење на диво нараснатите треви во близина на станбените објекти. За став поврзан со овој проблем, одговор побаравме од локалната самоуправа, од каде што велат дека општината преку секторот за местни заедници редовно и секојдневно врши одржување на тревните површини. Од денеска почнува да функционира новиот сообраќаен режим на улицата Прашка во населбата Тафталиџа 1. По оваа улица, каде што има и повеќе воспитно-образовни установи, ќе се вози во една насока, со што ќе се ублажи метежот во овој дел од Карпош. Денеска за новото сообраќајно решение информираше и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој рече дека со новата хоризонтална и вертикална сигнализација ќе се придонесе кон подобрување на безбедноста на сообраќајот во овој дел од Карпош. Почитувани, денес почнува еднонасочниот режим на сообраќај на улицата Прашка тука во Тафталиџа. Практично на овој начин се поставија целосна вертикална и хоризонтална сигнализација и неколку забавувачи на брзина, се со цел поголема безбедност на учениците, но и поголема безбедност на сите граѓани кои што живеат тука. Градоначалникот Богоев ги повика граѓаните да ги почитуваат новите сообраќајни знаци, да возат внимателно и совесно, затоа што сите носиме одговорност за безбедноста во сообраќајот. Детскиот културен центар Карпош и оваа година традиционално ја организира манифестацијата Цртање на асфалт, во која учествуваат најмалите, односно децата од сите градинки од Скопје и околината. Оваа манифестација е посветена на денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, кои се едни од најзначајните личности во македонската историја. Детскиот културен центар Карпош ќе обезбеди материјали за цртање, креди во боја, ќе организира пригодна програма, како и за
запознавање на децата кое е значењето и зошто се одбележува овој голем ден како празник. За учесниците ќе има символични награди и дипломи за градинките учеснички на манифестацијата. Децата од предучилишните установи, градинките, ќе можат да ја изразат својата креативност со своите цртежи, кои ќе бидат по слободен избор. Манифестацијата ќе се одржи во градскиот парк кај споменикот на Гоце Делчев, утре со почеток во 10 часот и 30 минути. Регулаторна комисија за енергетика. Ценовен шок за бензините ќе нема, а исклучените од парно што добиле сметки за април да не ги плаќаат. Избрани најдобрите просветни работници во Скопје. Стихувалки, фестивал на поезија за деца, утре во културно-информативниот центар Скопје. Трошоците околу матурските прослави се поголеми, а родителите се подготвени дури и да се задолжат. Регулаторна комисија за енергетика не ги прифати високите барања на трговците со нафтени деривати кои бараа да им се признаат повисоките трошоци за транспорт и малопродажна маржа од 6,5 денари, која досега изнесуваше 3,2 денари. Но комисијата најави дека ќе биде под 4,8 денари од литар. Новата методологија се очекува да биде готова за 2 дена, а од понеделник регулаторна веќе да почне да ги крои малопродажните цени на горивата. Бислимовски ветува пониски цени за граѓаните и разумни профити за трговците. Од регулаторна комисија за енергетика исто така апелираат исклучените од парно да не ги плаќаат сметките кои им стигнале во април, а доколку се соочиле со проблеми во БЕК да се обратат кај нив. Граѓаните треба да ги усогласат своите лични карти со имотниот лист и сите потребни документи да ги достават кај нив. Сдруженијето на просветни работници на град Скопје ги прогласи просветните работници за учебната 2018-2019 година. Сдруженијето им додели признанија на Билјана Лотеска и Лилјана Крстевска, воспитувачки во градинката Детска радост, Весна Недановска, професор по оделенска настава во основното училиште 11 октомври, Анета Велковска, професор по оделенска настава во основното училиште Браќа Миладиновци, Хатидже Топали, професор по оделенска настава во основното училиште Петар Здравковски Пенко, Виолета Панев, наставник по англиски јазик во основното училиште Владо Тасевски, Наташа Ацевска, професор по македонски јазик во средното училиште Георги Димитров и Татјана Михајловска, стручен соработник, педагог во детската градинка Рада Јовчевски Корчагин во Скопје. Просветниот работник истакнуваат од Сдруженијето е важен фактор во успетно образовниот процес. Неговата улога во обликувањето на младата личност е незаменлива. Без сомнение, неговиот труд спаѓа меѓу најсложените, најодговорните, но и најблагородните човечки активности. Сдруженијето на просветни работници на град Скопје ја истакнува својата активност преку организирање и учество на семинари, конгреси, симпозиуми, советување, тркалезна маса, литературни и ликовни конкурси, одбележување прослави, значајни датуми и слично. Согласно статутот на Сдруженијето, секоја година се прогласува просветен работник на годината на град Скопје од предучилишно образование, од основното образование и тоа од оделенска и предметна настава, како и од редот на стручните соработници и просветен работник од средно образование. Оваа значајна активност Сдруженијето ја реализира секоја учебна година во пресрет на 24 мај, денот на просветните работници. По повод одбележувањето на 24 мај, денот на македонските просветители, светите браќа Кирил и Методи, утре со почеток од 18 часот во културно-информативниот центар повтор пат ќе се одржи фестивалот на поезија за деца Стихувалки. Незавршниот дел од литературната манифестација ќе се соопшта трите најдобри творби за деца од тројца автори, на кои ќе им се врачат наградите. Проектот Стихувалки за прв пат се реализираше минатата година и доживеа голем успех.
Оваа година на конкурсот, кој беше објавен на 1 март и траеше до 21 март, се пријавија околу 150 апликанти, од кои жири комисијата избра 79 поетски творби од 79 автори кои беа објавени во книга, публикација, збирка стихувалки 2019. Од нив 3 члена жири комисија направи избор на 3 поетски творби кои ќе добијат награди. Како што соопштија организаторите, фестивалот оваа година сам по себе стана меѓународен. На конкурсот се пријави автори од Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Хрватска, кои испратија нивни творби на нивниот мајчин јазик со превод на македонски. На завршната манифестација на сите 79 застапени автори во збирката со поетски творби за деца ќе им биде врачено признание за нивното учество на конкурсот и за афирмација на поезијата за деца како и примерок од книгата. На фестивалот со музички точки ќе настапат учениците од Пијано Форте и доктор Тереза Крцовска, како и други гости. Во екот на сезоната на матурските прослави во Скопје владее позитивна атмосфера, бидејќи матурантите се ангажирани околу подготовките за матурската забава. На матурската прослава матурантите средени и модерни, но џебовите на родителите се празни. Денес матурите се навистина гламурозни и скапи настани, за кои родителите, но и учениците воопшто не штедат пари. Од година на година настаните чинат се повеќе, а на облеката и шминката им се посветува огромно внимание. Најмногу средства се трошат за изгледот на матурантите, односно кај момчињата за костим, кошула и обувки, а кај девојчињата мора да се потроши многу повеќе, бидејќи им се неопходни пари за шминка, фризура и различни модни додатоци. Цените варираат во однос на тоа каков бренд е облеката, во кој салон се прави фризурата и кој шминкер ги шминка матурантките. Некои матуранти изнајмуваат и лимузини и скапи возила за да се појават на настанот и гордо да продефилираат. Секако, главниот трошок го имаат родителите на матурантите, бидејќи тие не штедат при исполнувањето на желбите на децата, но секако тоа се прави и во рамките на нивните можности. За одбележување на матурската прослава за некои родители е доволна една просечна плата, но за други тие пари се доволни само за фустан и шминка. Според родителите кои имаат матуранти, најефтино мени во хотелот чини 800 денари, 1000 денари за фотографирање и уште 1200 денари во дискотеката по свеченоста. Околу гардеробата цените на фустаните изнесуваат од 3000 до 20.000 денари, ако се купи готов, а доколку се одлучи да се оди кај шивач, цените изнесуваат од 100 до 300 евра. Во зависност од тоа во кој козметички салон се прави шминкањето, тоа може да се движи од 700 до 1500 денари, а исто толку треба да се издвои и за правење ногти. Чевлите исто така може да бидат скапи, но се дел од целосниот имидж на матурантите, па така тие може да чинат до 2000 денари па нагоре. Чевлите исто така може да бидат скапи, но се дел од целосниот имидж на матурантите, па така тие може да чинат од 2000 денари па нагоре до 15.000 денари. Ништо помалку не ги чини ниту момчињата. За нив е важно каков костим ќе одберат, дали ќе биде брендиран, а тој може да чини од 7.000 па нагоре, кошула плюс, вратоврска и други додатоци. Според кажувањата на матурантите, некои сакаат матурската прослава да ја поминат гламурозно и скапо, а други пак сакаат да поминат поскромно, не се расфрлаат многу и сакаат летово да отидат на убав одмор. Матурската прослава со роднините и пријателите некои ја слават во кафана, а други пак гостите ги пречекуваат дома. Родителите сакаат да им овозможат се на нивните деца, па често се случува и да се задолжат, со цел да помине се во најдобар ред. Во последните неколку години, поради големите трошоци за матурантите, се појавија и граѓански здруженија што собираат средства за матурантите што немаат доволно пари соодветно да се подготват.
Тоа беше се за ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието.